Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе предложи владата да ја измени програмата за директни плаќања за мерката за дополнителна поддршка по приноси за јачменот, наместо 5760 да изнесува 12.000 денари. Предлогот доаѓа од подсекторската група. Министерот Николовски информира дека целта е со сет на мерки да се поддржат житните култури. Нагласи дека во време на најголемата криза обезбедени се навремени субвенции. Бидејќи сега сме во екот на жетвата и започна жетвата на јачменот, сакам да ја соопштам и новата мерка која што на предлог на подсекторската група во петокот беше доставено до мене, а кажавме секое барање на земјоделците од терен, секое барање на подсекторската група најсериозно ќе биде разгледано, заради тоа што во подсекторските групи и на терен може да се сретнете со луѓе што работат земјоделие, што ги знаат проблемите и што може да дадат најдобри решенија. Затоа на владата на следната седница ќе предложам измена на програмата, на уредбата за директни плаќања, каде што мерката за дополнителна поддршка по принос, мерката која што изнесува 5760 денари кај јачменот доколку имате над 3 хектари, над 3 тона по хектар и која што минатата година важеше за сите, токму во време на криза, не само на тие од 5 до 50 хектари, туку на сите кои што имаат над 1 хектар, оваа година не само што ќе биде 5760, туку ќе биде 12.000 денари. И таа ќе важи за сите кои што имаат над 1 хектар и нема да има скалесто и ќе може да се користи за сопствени потреби, за предадениот јачмен и за сопствена фарма и во преработувачки капацитети, целосно заедно со земјоделците ќе ја додефинираме оваа мерка која што ќе значи дополнителна поддршка и континуитет на нашите политики и на новиот модел на субвенции, каде што се што правиме е да ги зголемиме површините, да го зголемиме приносот и да го зголемиме производството. Министерот потсети дека владата лани го донеси националниот план за производство на храна, кој содржи 17 различни мерки. Вели целта е да се задржат обработливите земјоделски површини во време на криза, особено во делот на полјоделството, производство на житни култури и да се зголемат самите приноси. Имаме над 2400 договори. Први во регионот ќе го распишеме ИПАР 3 при крај на ова лето и затоа овие договори кои што ќе бидат подпишани на 15 години ќе овозможат да многу биде поголема бројката на земјоделски стопанства кои што може да аплицираат и преку ИПАР 3 навистина да продолжиме и да бидеме лидери и да го модернизираме земјоделството. Исто така од тука дојдаа идеи за многу мерки кои што беа минатата година, ќе оставам директорот Бачовски да ги напомене и бројките за сите оние мерки од програмата за рурален развој кои што ги распишавме и кои што се склучија и за бројките да ве информира за бизнис планот кој што како мерка токму дојде од тука. Од тука земјоделците бара тие кои што се регистрирани, кои што екзистираат и основна дејност им е земјоделството, побаравте дајте ние да бидеме повеќе привилегирани и да има посебни мерки кои што се однесуваат само на овие земјоделци. Тие не работат во полиција, не работат во администрација, тие работат само земјоделие и токму затоа за прв пат преку програмата за рурален развој распишавме мерка за која што и ние навистина сме шокирани од бројот и од апликациите кои што еве ќе ги сподели директорот. Тоа влијаеше заедно со мерките за набавка на силоси, на системи капка по капка, за овие 730 договори кои што се склучуваат за трактори и механизација, заедно со сите мерки од програмата за рурален развој, да се задржи мотивацијата и државата да биде тука со различен тип на инвестициски мерки, да го помага не само останатите, туку да го помага и овој сектор и нашата цел и нашите мерки се јасно структурирани како на краток, на среден и на долг рок да станеме независни од увозот и година од година да ги зголемуваме и површините, но и приносот. Токму затоа минатата година мерката 1.2 за 5760 денари дополнителна поддршка доколку остварите соодветен принос ги даде резултатите. Да ве потсетам дека првин ги даде резултатите кај сончогледот, кога ја введовме минатата година оваа мерка и што постигнавме за целокупното предадено производство на сончоглед кај домашните преработувачки капацитети во период кога имаше една паника дали ќе има или нема масло за јадење. Направивме да
се дуплира производството на сончоглед и за 4 пати да го намалиме увозот на сончоглед како суровина за преработка од нашите преработувачки капацитети. Рече дека ние сме единствена земја која има интервентен фонд за поддршка на земјоделството, кој може да се користи по потреба. Се преземаат мерки за долгорочна модернизација на земјоделството. Ќе се потпишат договори со 730 лица за набавка на трактори.